Вежба 11. Емоционална временска капсула. Создавањето емоционална временска капсула е начин да ги уловите вашите чувства и да размислите за истите во одреден момент и подоцна да се посетите повторно на нив за да видите како се развиле. Оваа вежба ви помага да ги документирате и анализирате вашите емоции низ времето, стекнувајќи увид во вашиот емоционален раст и промени. Примарната цел на оваа вежба е да ви помогне да ги документирате и рефлектирате вашите емоции низ времето. Обезбедувајќи начин да го наблюдувате вашиот емоционален раст и промени, фотомисија, уловување на сегашноста, подготовка, потребни материјали, о смартфон или фотоапарат. О реален склад кој ќе послужи како временска капсула или дигитална папка кој ќе послужи како дигитална временска капсула. О уметнички материјали за декорирање на временската капсула, по можност, уловување на емоции. Започнете со фотографирање на вашите тековни емоции. Тоа може да бидат објекти, места, луѓе или сцени што предизвикуваат одредено чувство. Размислете што навистина ја представува вашата емоционална состојба во овој момент. Бидете искрени и внимателни во изборот на фотографии. Ако се чувствувате среќно, фотографирајте нешто што ви носи радост. Ако се чувствувате анксиозно, најдете слика што ги символизира вашите грижи. Клучот овде е да бидете автентични и да изберете слики што искрено ја одразуваат вашата моментална состојба. Ако имате испечатени фотографии од претходните вежби, можете да ги искористите. Под услов да не ви се потребни за идни референции или за споредување на вашите моментални емоционални состојби со оние што можеби ќе ги имате во иднина, создавање на временска капсула, откако ќе ги имате фотографиите. Соберете ги во временска капсула. Ако користите физички контейнер, испечатете ги фотографиите и ставете ги внатре. Можете да вклучите и напишани белешки, мали предмети или цртежи што ги представуваат вашите емоции. Например, ако имате билет од кино што предизвикал одредени чувства, ставете го во капсулата. Ако создавате дигитална временска капсула, зачувајте ги фотографиите во посебна папка на вашиот уред. Исто така, можете да додадете дигитални белешки или снимки што ги опишуваат вашите мисли и чувства, декорирајте ја вашата временска капсула за да ја направите лична и значајна. Користете уметнички материјали за да додадете цртежи, налепници или какви било други украси што го одразуваат вашиот карактер и моментални чувства. Овој чекор додава креативна димензија на вежбата и ја прави временската капсула попривлечна за повторно посетување во иднината. Одредување на датум за во иднина, изберете датум во иднината кога ќе ја отворите вашата временска капсула и ќе размислите за вашето емоционално патување. Ова може да биде 6 месеци или 1 година подоцна. Напишете писмо до вашето идно јас, опишувајќи ги вашите тековни емоции и надежи или очекувања за иднината. Вклучете го ова писмо во вашата временска капсула. Писмото треба да послужи како мост помеѓу вашето сегашно и идно јас, обезбедувајќи точка за размислување кога ќе ја отворите капсулата. Тоа треба да биде што е можно полично, за да ве поврзе уште повеќе со вашите емоции и со содржината на капсулата. Но, ако не сте голем љубител на пишување, вклучуваме примерок од писмо што можете да го користите, уредувате и персонализирате колку што сакате. Драг иден јас, додека седнувам да го напишам ова писмо. Исполнет сум со мешавина од емоции. Во моментов чувствувам комбинација на возбуденост и неизвестност за тоа што носи иднината. Денес, одвоив момент за да ја уловам мојата тековна емоционална состојба преку фотографии и размислувања, создавајќи емоционална временска капсула што ќе ја посетам повторно во иднината. Во овој момент се чувствувам полн со надеж во вреска со неколку аспекти од мојот живот. Работам напорно на мојот личен развој и се обидувам подобро да ги разберам моите емоции. Фотографиите што ги направив денес ја одразуваат среќата што ја наоѓам во малите моменти, спокојството што го чувствувам кога сум во природа и љубовта што ја имам кон моите пријатели и семејство. Сепак, исто така постојат чувства на анксиозност и сомнеш со кои се справувам. Иднината изгледа неизвестна. И понекогаш се грижам дали ги носам вистинските одлуки. Се надевам дека кога ќе го читаш ова писмо, ќе имаш пронајдено јасност и самодоверба во патот што си го избрал. Го пишувам ова писмо за да те потсетам на личноста што беше во овој момент од минатото. Сети се на работите што ставија насмевка на твоето лице, на предизвиците со кои се соочи и на истрајноста што ја покажуваше во нивното надминување. Сети се дека е во ред да чувствуваш различен спектар од емоции и дека секоја емоција е вреден дел од твоето патување.
кога ќе ја отвориш оваа временска капсула, одвој момент за да размислиш за промените што си ги доживеал. Како се развиле твоите емоции? Кои нови сознанија ги стекна за себе? Дали твоите надежи и соништа се промениле на некаков начин? Се надевам дека си горд на напредокот што го направи. Се надевам дека продолжуваш да му пристапуваш на животот со истата љубопитност и отвореност што ја имаш сега. Без разлика каде си на твоето патување, знај дека имаш сила и мудрост да се справиш со било какви предизвици што ќе се појават, земи длабок здив и биди горд колку далеку си стигнал. Цени ги спомените и лекциите од оваа временска капсула и искористи ги како извор на инспирација и насока. Со љубов и надеж, вашето име упатства автентичност, бидете искрени при изборот на фотографии и размислување. Целта е да се создаде точен приказ на вашите тековни емоции. Автентичноста обезбедува временската капсула вистински да ги представува вашите чувства и искуства во овој момент. Креативност. Искористете ја вашата креативност при декорирање и персонализирање на временската капсула. Ова ја прави активноста позанимлива и значајна. Креативноста додава личен печат на временската капсула и го прави процесот попријатен. Трпение. Запомнете дека временската капсула се однесува за иднина. Трпението е клучно за да ја видите вредноста на оваа рефлексивна активност. Спознанијата и растот што ќе ги добиете од оваа активност ќе станат очигледни со текот на времето. Рефлексија, дневна рефлексија, кои емоции ги уловивте во вашите фотографии, како се чувствувавте додека ја создававте временската капсула, што се надевате дека ќе научите или откриете кога ќе ја отворите временската капсула во иднината. Кој беше најпредизвикувачкиот дел од оваа активност за вас? Кој дел од оваа активност го сметате како најголема награда? Неделна рефлексија. На крајот од секоја недела, размислете за промените во вашите емоции од создавањето на временската капсула. Користете ги следниве прашања како водич за вашите размислувања. Како се развиваа вашите емоции од кога ја создадовте временската капсула? Дали има нови емоции или искуства што би ги додале во временската капсула ако можете? Кои спознанија ги добивте за вашето емоционално патување досега? Како влијаеше ангажирањето во креативни активности, како декорирањето на временската капсула, врз вашето расположение и емоции? Дали откривте нови начини за креативно изразување на вашите емоции? Каков придонес имаше креативниот процес врз вашата целокупна благосостојба? Групна рефлексија. Што научивте за себе преку оваа активност? Како практиката за создавање на временска капсула влијаеше врз разбирањето на вашите емоции? Дали откривте нови начини за изразување или разбирање на вашите емоции преку овој процес? Размислете како можете да го вклучите концептот на временски капсули во вашите дневни рутини. Ова може да вклучува редовно водење дневник, создавање мали временски капсули за значајни настани или користење на временските капсули како форма за поставување цели и размислување. Размислете за периодично издвојување на времето за создавање на нови временски капсули или ажурирање на веќе постојните. Оваа постојана практика може да ви помогне да останете поврзани со вашите емоции и да го следите вашиот личен развој со текот на времето, придобивки од активноста за емоционална временска капсула. Создавањето емоционална временска капсула ви помага да станете посвесни за вашите емоции. Преку свесно документирање на тоа како се чувствувате во различни моменти, развивате поголемо разбирање на вашиот емоционален пејзаж. Оваа свесност е клучна за ефикасно управување со емоциите и за препознавање на образците во вашите емоционални реакции. Повторното отворање на вашата временска капсула ви овозможува да размислите за вашите минати чувства и да ги споредите истите со вашите сегашни чувства. Ова размислување може да го истакне личниот раст и промените во вашата емоционална состојба. Гледањето на тоа како сте се развивале со текот на времето може да биде охрабрувачко и мотивирачко, помагајќи ви да ја процените вашата истрајност и напредок. Документирањето на вашите емоции и искуства може да биде катарзично искуство. Истото ги ослободува чувства што инаку би биле задржани. Создавањето временска капсула може да помогне во намалување на стресот, обезбедувајќи структуриран начин за обработка и ослободување на емоции. Следење на вашето емоционално патување преку временски капсули може да ја зајакне вашата емоционална отпорност. Со редовно размислување за вашите чувства и искуства, развивате стратегии за справување со непријатни емоции. Оваа практика ви помага да станете пофлексибилни и подобро ве подготвува за справување со идните предизвици.
Создавањето емоционална временска капсула поттикнува самосочувство. Преку документирање на вашите емоции и размислување за вашето патување, учите да се однесувате кон себе со добрина и разбирање. Препознавањето на вашите емоционални искуства без осудување поттикнува посочувствителен однос кон себе. Декорирањето и персонализирањето на вашата временска капсула ја активира вашата креативност. Овој креативен процес може да биде пријатен и исполнувачки, обезбедувајќи позитивно одвлекување од негативни емоции. Исто така, ви овозможува да се изразите на уникатен и личен начин. Процесот на создавање временска капсула поттикнува внимателност, со фокусирање на сегашниот момент и вашата тековна емоционална состојба. Практикувате присутност и свесност. Оваа внимателност може да помогне во намалување на анксиозноста и да промовира чувство на смиреност и благосостојба. Поставувањето цели и пишувањето писма до вашата идна личност може да поттикне позитивен поглед на иднината. Преку размислување за вашите надежи и очекувања за иднината, се фокусирате на позитивни цели и аспирации. Овој пристап ориентиран кон иднината може да ја подобри вашата целокупна благосостојба и оптимизам. Процесот на создавање емоционална временска капсула поттикнува внимателност, креативност и интроспекција, обезбедува безбеден простор за истражување и документирање на вашите емоции, поттикнувајќи подлабока врска со вашето внатрешно јас. Повторното отворање на временската капсула во иднина нуди можност за размислување за вашиот раст, за ценење на напредокот што сте го постигнале и за стекнување нови согледувања за вашиот емоционален пејзаж. Оваа вежба поддржува емоционално исцелување и отпорност, овозможувајќи ви со поголема свесност и самодоверба да ги надминувате животните предизвици. Вежба 12. Триаголна игра со улоги. Со оваа вежба ќе го истражиме основниот психолошки концепт познат како триаголникот на односи наречен Карпман драма. Развиен од Стивен Карпман, овој модел на човечка интеракција ги опишува трите улоги што луѓето често ги преземаат во конфликти: прогонител, спасител и жртва. Прогонителот обвинува и критикува, спасителот се вмешува за да помогне, понекогаш на начин што не е секогаш корисен, а жртвата се чувствува потисната или безпомошна. Овие улоги можат да бидат променливи, при што индивидуите преминуваат од една во друга улога во различни ситуации. Преку реконструирање на овие улоги преку фотографија, можете да добиете согледувања за динамиката на вашите односи и подобро да ги разберете психолошките улоги што вие и другите ги играте во вашиот живот. Цел – да се истражат и разберат психолошките улоги на прогонител, спасител и жртва како што се опишани во триаголникот на односи наречен Карпман драма. Оваа вежба ќе ви помогне да ги идентификувате овие улоги во вашиот сопствен живот и да почнете да размислувате за тоа како тие влијаат на вашите односи и однесување. Фотопотрага, интерпретација на триаголникот на односи наречен Карпман драма. Подготовка, потребни материјали, о смартфон или камера, о реквизити и костуми за представување на различните улоги, по желба, о бележник или дневник за рефлексиите, о пристап до компјутер или софтвер за уредување на фотографии, по желба. Чекор 1. Избор на сценарио. Изберете ситуација која вклучува конфликт или интеракција каде улогите на прогонувач, спасител и жртва може јасно да се представат. Например, студент кој се чувствува преплавен од школските обврски, жртва, професор кој го критикува недостигот на труд, прогонувач, и пријател кој се нуди да ги изврши домашните задачи за студентот, спасител. Работна ситуација каде вработен се чувствува преоптоварен, жртва, шеф кој врши премногу притисок, прогонувач, и колега кој ги превзема задачи за да помогне, спасител. Чекор 2. Доделување на улогите. Ако работите во група, секој учесник може да ја преземе една од улогите. Ако работите сами, можете да користите реквизити или други предмети за да ги представите различните улоги. Чекор 3. Повторно играње на сценариото. Изведете го избраното сценарио, обрнувајќи внимание на тоа како секоја улога комуницира со другите. Направете фотографии кои ќе ја доловат суштината на секоја улога и нивните интеракции. Например, прогонувачот може да биде представен како некој кој врши контрола или критикува, спасителот како некој кој нуди помош или интервенција, а жртвата како некој кој се чувствува безпомошен или потчинет. Размислете за правење на серија фотографии кои ќе ја покажат прогресијата на интеракцијата. Ова ќе помогне да се прикажат динамиката и премините што се случуваат во триаголникот на односи наречен Карпман драма. Експериментирајте со различни агли, осветлување и композиции за да ги пренесете емоциите и напнатоста на сцената. Чекор 4.
Промена на улогите, по снимањето на почетното сценарио. Променете ги улогите така што секој учесник ќе игра секоја улога, жртва, прогонувач и спасител. Ова ќе овозможи подлабоко разбирање на секоја улога и како е да се биде во различни позиции во рамките на триаголникот на односи наречен Карпман драма. 1. Жртвата станува прогонувач и спасител, претходната жртва сега ја презема улогата на прогонувач, критикувајќи или вршејќи контрола врз новата жртва, потоа, претходната жртва станува спасител, нудејќи и помош на новата жртва. 2. Прогонувачот станува жртва и спасител, претходниот прогонувач сега ја презема улогата на жртва, чувствувајќи се потиснат или безпомошен, потоа. Претходниот прогонувач станува спасител, обидувајќи се да помогне на новата жртва. 3. Спасителот станува жртва и прогонувач, претходниот спасител сега ја презема улогата на жртва, чувствувајќи потреба за помош или поддршка, потоа, претходниот спасител станува прогонувач, критикувајќи ја или контролирајќи ја новата жртва. Уредување на фотографиите за истакнување на емоциите. По правењето на вашите фотографии, почнете да користите софтвер за уредување на фотографиите со цел да се подобрат сликите и да се истакнат емоциите и улогите кои се прикажани. Можете да ги прилагодите осветлувањето, контрастот и боите за да ги истакнете одредени аспекти на сцената. Например, можете да користите сенки за да создадете посилен драматичен ефект или да ги истакнете одредените ликови со цел да привлечете внимание за одредена улога. Пример сцена, групен проект, ситуација. Групен проект во училиште каде што еден ученик се чувствува преоптоварено од работата, жртва, друг ученик го критикува за недоволниот придонес, прогонувач. А третиот ученик се нуди да изврши дополнителни задачи со цел да помогне, спасител 1. Доделување на улоги, жртва, преоптоварениот ученик, седи со куп книги и потресен, прогонувач, критички настроениот ученик. Стојки со скрстени раце и сериозен поглед, спасител, ученикот кој помага, кој се нуди да превземе некој од книгите на жртвата. 2. Фотографирање на сцената, направете фотографија од жртвата која изгледа стресно и без помош. Направете фотографија од прогонувачот кој покажува со прст или изгледа наутешено. Направете фотографија од спасителот кој се наведнува да помогне со симпатичен израз. 3. Менување на улогите, променете ги улогите и направете нови фотографии. Поранешната жртва станува прогонувач и ги критикува новата жртва, поранешниот прогонувач станува жртва, изгледајќи без помош. А поранешниот спасител станува прогонувач или жртва, како што одговара. 4. Уредување на фотографиите за истакнување на емоциите. Користете филтри за да го подобрите контрастот помеѓу ликовите. Истакнете ја жртвата со мек фокус за да предизвикате симпатија. Користете сенки за да го нагласите сериозниот став на прогонувачот. Осветлете го спасителот за да ги символизирате неговите помагачки намери. Рефлексија, дневна рефлексија. Кои емоции се обидувавте да ги фатите на секоја фотографија? Како се чувствувавте кога ги представувавте улогите на прогонувачот? Спасителот и жртвата, дали ги препознавте овие улоги во својот живот или во вашите односи, како оваа вежба влијаеше на вашата самосвест и разбирање на вашето сопствено однесување? На кои начини се подобрила вашата емоционална интелигенција низ овој процес? Како можете да ја искористите својата подобрена емоционална интелигенција за да се справите со идни конфликти поефективно? Кои конкретни стратегии ќе ги користите за да управувате со вашите емоции, со цел да избегнете нездрави улоги во динамиката на однесувањето? Неделна рефлексија. Како менувањето на улогите влијаеше на вашето разбирање за динамиката помеѓу прогонувачот, спасителот и жртвата? Дали имаше некои изненадувачки емоции или реакции кои се појавија за време на процесот на менување на улогите? Како мислите дека играњето на секоја улога влијае на вашата емпатија и разбирање на другите во вашиот живот? Кои ситуации ги забележавте во вашето однесување кога бевте во секоја улога? Групна рефлексија. Ако работите во група, дискутирајте како се чувствувавте при преземањето на различните улоги и како ги перципиравте настапите на другите, што научивте за себе и вашите групни членови преку оваа вежба. Како можете да ги примените резултатите добиени од оваа вежба за да ги подобрите вашите односи и интеракции, самосвест и емоционална интелигенција? Како оваа вежба влијаеше на вашата самосвест и разбирање на вашето сопствено однесување? На кои начини се подобрила вашата емоционална интелигенција низ овој процес? Како можете да ја искористите вашата подобрена емоционална интелигенција за да се справите со идните конфликти поефективно?
Која конкретна стратегија ќе ја искористите за управување со вашите емоции и како да ги избегнете нездравите динамики на улогите, решавање конфликти и личен развој? Како можете да ги искористите резултатите од оваа вежба за на поконструктивен начин да ги решите конфликтите? Каков личен развој забележавте како резултат на менувањето на овие улоги? Како можете да продолжите да го развивате вашето приспособување и отпорност во соочување со конфликтите? Кои долгорочни бенефити очекувате да ги имате со примената на научените лекции од оваа вежба, рефлексии по улоги, како жртва? Како се чувствувавте кога ја искусивте безпомошноста или потиснатоста? Што научивте за вашето реагирање кога сте биле во оваа улога, како прогонувач? Како се чувствувавте кога вршевте контрола или критикувавте? Што научивте за вашето однесување и неговиот ефект врз другите? Како спасител, како се чувствувавте кога нудевте помош или интервениравте? Што научивте за вашите мотиви и ефектите од вашите акции, придобивки од вежбата? Оваа вежба ви помага да станете посвесни за улогите што ги играте вие и другите за време на конфликти. Преку повторно изведување на овие улоги, можете да препознаете одредени ситуации во вашето однесување и интеракции. Што води кон поголема самосвест, разбирањето на динамиката на триаголникот на односи наречен Карпман драма ја подобрува вашата емоционална интелигенција. Учите да ги идентификувате и да управувате со вашите емоции, како и да се ставате во чевлите на другите во различни улоги, преку препознавањето на улогите во триаголникот на односи наречен Карпман драма. Можете да развиете подобри стратегии за решавање на конфликти. Учите да избегнувате нездрави динамики и да промовирате конструктивни интеракции. Менувањето на улогите ви овозможува да искусите различни перспективи, поттикнувајќи личен развој и отпорност. Добивате увид за тоа како е да се вклучите во различни улоги и како да се справите со нив поефективно. Примената на оваа вежба може да доведе до поздрави и поддржувачки односи. Станувате поосетливи за вашите интеракции и почнувате да работите на градење позитивни динамики со другите.